Предпоставувам дека председателот на СДСМ се уште ужива во ние забави во Дубај под импресија на музицирањето на еден српски фолк автор и пејач. И занесен од сето тоа, а богами и заслепен, не успева да види нити да слушне тоа што се случува од 2022 година па наваму, односно од моментот кога владата на СДСМ и ДУИ ја прифати таа историска капитулација, со која што покаже и докаже уште еднашка дека е мекото ткиво на македонскиот идентитет, и тоа нема да остане така како што тие мислат дека ќе остане. Јас жалам што тие повторно одлучија да коленичат на тугите интереси, наместо да застанат рамо до рамо со владата во одбрана на националните интереси. До добрата вест е што набргу ќе има избори, после тие избори ќе се случи да партијата која што тој ја предводи се маргинализира, и јас се надевам дека и тој и таквите како него за секојаш ќе исчезнат од политиката,